Почитувани представници на медиуми, еве денеска се обраќам до кубановската јавност во врска со двата преса во изминалите 2 дена од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, поточно председателот на Општинскиот комитет господин Мирослав. Сакам за граѓаните да дадам следни толкувања на нивните пресуди. Силно потикнати од лошата состојба во вашето членство ради низа афери која тресат Република Македонија, а пред се вашата партија како носител на централна власт, со низа сексуални афери во образованието, во Прилеп, во социјалата, во Битола, со вашите пратеници, со огромната сиромаштина и невработеноста и неисплатените долгови према луѓето, субвенции, враќање на ДДВ, ненаплатени завршени работи од вашите големи проекти во Република Македонија, се фокусирате на локално ниво безразложно и отварате теми за кои дефинитивно немате никаква политичка подкрепа за оно што кажувате. Директорите на училиштата кои работат во основните и средните училишта, кои се 21 на број, плюс Муишко училиште, пред 7 години со трансферна надлежност се преземени од локалната самоуправа, назначени од Министерството на Република Македонија, локалната самоуправа ги наследи. Менаџирање на тие школи е еден долг процес и нема никакви промени, сем со оние кои ради пензионирање, старосни граници или некои други причини се го напуштиле своето работно место. Значи, менаџирање со училишта е еден стандарден процес и таа процедура се запазува по принцип на оглас на училишни одбори, а градоначалникот само ги верифицира. Инспекцијата за која зборувате, просветна, еворацијата на Министерството за образование, кој е ВМРО ДПМН заедно со ДУИ ја менаџира на централно ниво. И затоа локалната самоуправа на тоа ниво нема никаква одговорност. Замајувате кубановската јавност со некои небулози кои ги пласирате секојдневно во недостаток на реални проекти, оно што може му пружи на граѓаните на Македонија, пред се на Куманово и североисточниот регион. Во врска со транспорт од вчерашниот прес би сакал да елаборирам неколку работи. Локалната самоуправа е она кој го менаџира образованието и ги менаџира блок дотациите кои идат од државата. За жал, и скратени и прескокнати во неколку наврати. Јас пред мене имам една документација која ќе ви ја дадам да видите со како диспаритет помеѓу планирани и исплатени работи и невклучување на 4-та година во превозниот процес и невклучување на економската цена на растот на енергенците во Република Македонија. За вас, како дополнок, ќе ви дадам податокот, меѓутоа сакам да кажам за процедурата и би сакал да му објаснам на председателот на Општинска организација кој напаѓа од своји лични позиции, предпоставувам популистички, дека процедурата за избор на фирми кои ќе ги вршат услугите за транспорт до учениците, ги вршат училиштата сами или здружени во групи основни или средни училишта. Условите за превозот, односно лиценција на превозниците, ги дава локалната самоуправа. Сертификатот за веродостојността на возилото и техничката исправност и критериумите за ЕКО 2, ЕКО 3 и стандарди кои ги пропишани за лиценца ги дават станици за технички преглед кои ги има неколку во Куманово и кои се регистрирани и лиценцирани за таа работа. Градоначалникот ни дава сертификати за таа работа. Ние во таа насока должен има таква надлежност. Ние само издаваме лиценци врз основа на издадени сертификати. Сите тие кои ги поседуваат тие сертификати добиваат лиценци и тие биваат дел од тендерската постапка за линијски транспорт. Точка. Сакам да ја известам кубановската јавност со овакви небулози за кои се зборува за протехнички фирми, за стандарди кои ги подпишува локалната самоуправа. Мислам дека на овој начин дефинитивно сакате на кубановската јавност да фрлате право во очи што се активира во Република Македонија и во Куманово. Не може да го избегнете одговорноста за економската, социјалната,
пред се политичката состојба и безбедноста во Република Македонија. И немојте да се служите со небулози и невистини, да фокусирате и да не фокусирате луѓе во насока во која бегајќи од одговорноста сакате да ја замаете кубановската јавност. Добро знаат кубановчани како се работи и како градот се движи во овие изминати години. Тоа го потврдуваат на претходните изборни циклуси, а се надевам дека кубановчаните тоа ќе знаат да го препознаат и понатаму. Јас неколку пати на вас лично и на вашите луѓе од политиката ви предлагав дебати на отворени маси, на отворена цена пред миниумите, за секои прашања, отворени, за градот, за регионот и за Република Македонија. Од политички, економски, социјални, било кои теми. На оваков начин, излегувајќи пред кубановската јавност и давајќи невистини и замајувајќи јавноста, него добивате поенот напред. Стремоглаво одите доле, тоа ви покажуваат сите реални анкети кои ги има во медиумите, пред се вашите медиуми и вашите агенцијски куќи, и тој воз кој иде надоле, тешко ќе можете на оваков начин да го заставите. Работете онака како што е за интерес на македонскиот народ, а пред се на кубановскиот граѓани, бидејќи ништо не сработете како власт за 6 години во Република Македонија, кубановците можеби ќе ве препознаат како позитивна политичка опција. Ве повикувам порано, кога сакате и на кое место, референтен човек од вашата политичка провиненција, на наши референтни луѓе од нашата политичка провиненција и локалната самоуправа, да излеземе и да дебатираме пред кубановската јавност за се оноа што е важно, битно и го интригира и го интересира кубановскиот граѓанин. Благодарам.